Добре дойде сите. Ме радува, што повторно сте тука додека продолжуваме да истражуваме пейзажот на аналитиката на социалните медиуми. Во нашата предходна сесија се фокусиравме на основните метрики, како стапки на ангажман, следенџе на ставови и стапки на кликнување. Го дискутиравме зошто е важно да се мери и што тоа мерење открива за нашиот содржина, нашата публика и здравјето на нашиот бренд. Но денешната лекција означува пресвртна точка. Не мериме повеќе само по фактите, предвидуваме, оптимизираме во реално време, откриваме шеми што дури ни самите не ги гледаме. Катализаторот? Вештачка интелигенција. АИ не е само надградба на традиционалната аналитика, тоа е трансформација. Она што некогаш требаше денови за да се разбере, сега АИ го обработува за секунди. Она што некогаш бараше интуиција, сега АИ го поддржува со цврсти, предвидувачки увиди. Значи да започнеме со она што се менува. Од традиционална анализа до увид со вештачка интелигенција, традиционално аналитиката на социјалните мрежи беше рачна и упишна. Ја експортиравте вашите податоци во табели, пресметувавте просеци, следевте ангажман и можеби извршувавте неколку A/B тестови во текот на месецот. Искусната интелигенција не чека месец. Таа ги обработува податоците во реално време, секој коментар, секоја емотикона, секој преглед и веднаш почнува да создава значење. Таа оди далеку од суровите броеви. Таа ја разбира контекстот. Таа детектира сентимент. Таа препознава лица и логоа во слики. Дури и пред да стане тренд, таа предвидува вирусност. Тоа е смената. Од броенџето што се случи до предвидувањето што ќе биде. Земи ја Кока-кола, например. Нивните системи за вештачка интелигенција следат повеќе од половина милион спомнувања на брендови секој ден, скенирајќи не само зборови, туку и слики, глас и контекст. Спомнувањата се категоризирани по линија на производ, по емоција, по географија, е како да имаш постојано активен, повекџелински тим на аналитичари кои никогаш не спијат. Искуството со вештачка интелигенција. 3 основни случаи на употреба. Да истражиме 3 реални апликации каде што вештачката интелигенција фундаментално ја трансформира начинот на кој брендови ги разбираат своето присуство на социјалните мрежи. Прво, анализа на ставовите. AI системите сега обработуваат огромни количини на кориснички коментари, наслови и одговори, во големи размери и за секунди. Но, што е поважно, тие препознаваат суптилности. Тие знаат дека оваа телефон е болен, веројатно значи нешто добро. Дека, одлично, уште една реклама, може да носи сарказам. Тие дури можат да открижат дали мемето со вашиот бренд е смешно или враждебно. Земете Samsung. По лансирањето на нов телефон, вештачката интелигенција забележа зголемување на негативните чувства поврзани со одреден дефект на функцијата. Компанијата успеа да интервенира во рок од 48 часа, добро пред да се развие во пер криза. Таквиот степен на одговорност е возможен само со детекција водена од вештачка интелигенција. Второ, предвидување на трендовите. Искусната интелигенција не само што известува што станува вирусно, го предвидува. Таа скенира раното однесување на хаштаговите, новите образци на содржина и активноста на нишните заедници, за да процени што ќе се развие. Целта, например, користеше вештачка интелигенција за да открие вирусниот потенцијал на заедницата бројка BookTok на TikTok. Тие забележаа раната брзина на ангажман на одредени објави и брзо реагираа, поставувајќи ги младинските романи во прв план во продавниците и онлайн. Тој еден пресврт доведе до зголемување од 25% во продажбата на нивните истакнати наслови. Трето, аналитика на чатботови. Чатботите станале повеќе од алатки за корисничка поддршка. Тие се мокшни уреди за слушање. Кога илјадници корисници ви прагџаат пораки со исто прашање, вештачката интелигенција забележува. Чатботот на Сефора токму тоа го направи. Детектираше образец. Корисниците повторно и повторно бараа совети за покривање на акни. Тој увид доведе до лансирање на нова серија туторијали и поврзани пакети производи. Она што би траело недели на истражување на клиентите, АИ го откри за денови, директно од дигиталните боишта. Визуелно слушање, гледање, не само слушање. Силата на вештачката интелигенција надминува текстот. Денес,
Алгоритмите можат да анализираат слики и видеа со извънредна прецизност. Замислете алатка за вещачка интелигенция, коя скенира фотографии от корисници на Instagram, прегледи от YouTube, па дори и кадри от TikTok, не само за да брои прегледи, тук и за да открие дали се появува ваши от бренд логото, колко е нагласено, па дори и кои емоции се видливи на лицата на лугжето во рамката. Пепси коя користеше оваа стратегия за време на кампанджата за Доритос. Нивниот систем за вещачка интелигенция анализираше повеќе од 600.000 слики и откри изненадувачки тренд. Повеќе од 1/3 од содржината на корисниците создадена за Доритос исто така вклучуваше пиво. Тоа сознание го покрена заедничката кампанџа наречена «Совршено парендже», што резултираше со зголемување на продажбата за 19%. Такво сознание не е достапно само преку човечко означување. Вештачката интелигенција го обезбедува преку анализа во реално време, визуелно разбиранџе. Акроним. Предвидување на перформансите пред да објавите, а исто така ви помага да бидете чекор напред во перформансот, а не само да го разбирате со задоцнуванџе. Со анализа на 6-месечни историски податоци, како што се времето на обжавуванџе, форматот на содржината, интеракцијата со публиката, AI може да предвиди веројатниот успех на идната содржина. Може да ви каже дека вторник во 15 часот е вашето оптимално време за објава. Кратките видеа ги надминуваат каруселите во вашата ниша. Објавите со снимки од позадината генерираат 40% повеќе ангажман. Наместо да шпекулирате или реагирате, сега планирате со интелигенција, зад сцената и во оптимизацијата на чат-ботовите. Да се вратиме за момент на чат-ботовите, не за поддршка на корисници, туку како огледало кое ги одразува незадоволените потреби на корисниците. Податоците на чат-ботот не се ограничуваат само на решените билети. Тие можат да открижат кои прашања најчесто ги поставуваат корисниците, каде се откажуваат и кои теми ги сметаат збунувачки или нејасни. МКД Сефора, повторно, ги следеше записите од својот чат-бот и забележи повторувачки прашања околу рутини за кожа чувствителна кожа. Ова не само што доведе до создавање на содржина, туку и информираше за развој на производи. Објавија нови формулации директно поврзани со увидите од чат-ботот. Тоа не е само аналитика, тоа е деловна стратегија родена од машинско слушање. Етички разгледи во анализа на вештачка интелигенција, сето ова е мокшно, но не без ризици. А и може да погрешно толкува контекстот. Може да ја разбере сарказмот погрешно или да предпостави неутралност во содржина која всушност е силно емоционална. Без контрола може да ја зголеми пристрасноста, да ги пренасочи краткорочните метрики или дури да означи лажни позитиви. Затоа е важна валидацијата со човек во циклусот. А и може да обработува, но лугжето мора да ја толкуваат. Не станува збор за замена на пресудата, туку за нејзино подобрување. Исто така, треба да бидеме транспарентни за тоа каде се користи вештачката интелигенција. Потрошувачите имаат право да знаат кога увидите се извлекуваат од автоматизирани системи, особено кога тие увидите ја обликуваат содржината што ја гледаат или рекламите што им се прикажуваат. Редовните ревизии, етичкото добивање на податоци и инклузивните модели за обука веќе не се опционални. Тие се клучни. Оркестрирање на вештачката интелигенција, не само нејзина примена, значи да направиме еден чекор назад. И не е црна котижа или магична вант. Тоа е алатка, мокџен сет инструменти што ни помага да слушаме подлабоко, да одговараме побогато интелигентно и да предвидуваме попрецизно. Но како и сите големи алатки, ефикасноста на АИ зависи од тоа како ја користиме. Брендовите што ја водат патеката не се оние што автоматизираат се. Тие се оние што ја координираат својата употреба на вештачката интелигенција со човечки увид, креативен инстинкт и етичка јасност. Во следната лекција ќе ги истражиме самите алатки за вештачка интелигенција, што постои, што прават и како да ги интегрирате во вашата постоечка стратегија. Од мотор чинџа за сентимент до препознавање на слики, од табла за чат-ботови до модели за предвидување, ќе добиете целосна карта на овој брзо еволуирачки технолошки пејзаж. Додека тоа не се случи, продолжете да поставувате правилните прашања. За тоа што АИ може да обработува сигналите, но вие се уште одлучувате што значат. Довидување.